По своите успешни премиери во Њу Јорк и Лондон, документарниот филм "Приказната за Силјан" во режија на Тамара Котевска ја доживеа својата свечена премиера во Скопје во Македонскиот народен театар, каде што филмот првпат беше прикажан пред македонската публика. "Приказната за Силјан" имаше светска премиера на годинешниот Венецијски фестивал. Освои 2 награди на Меѓународната асоциација за документарни филмови ИДА за најдобар документарен филм и најдобра камера. Неделова "Приказната за Силјан" ја доби и наградата на Cinema Eye Honors, една од најзначајните, највлијателни меѓународни награди за документарен филм. Во наредните минути разговор со Тамара Котевска и Јорданчо Петковски. Инспирацијата почна пред 3 години. Мене штрковите ми биле всушност цел живот инспирација на некој начин, бидејќи имам пораснато со штркови во село кај баби и дедовци, кај што сум растела од најраното детство, со приказната од Силјан, со која што сум растела, меѓутоа никогаш некако не дошла на ред таа приказна и бидејќи имав символ штрк во играниот филм "Човек против јато", чијо што снимање продолжуваше некако да се одложува, решив да почнам со истражување на тема штркови за да сватам малце повеќе логистички како да пристапиме на снимање на штркови, бидејќи навистина голем предизвик. И така почнав да комуницирам со Македонско еколошко друштво, со биолози кои што работат конкретно со штркови, кој што не е моја прва соработка. Јас за секој проект работам со нив, и Медена земја, и Езеро од јаболка и така натаму. Тоа е веќе една долгогодишна соработка. И во комуникација со нив открив многу новости во врска со штрковите кои што се случуваат во Македонија. За жал неубави вести, а тоа е дека штрковите почнуваат се повеќе да јадат од дивите депонии. И тоа само по себе навистина ме заинтригира да почнам да истражувам на таа тема и ме доведе до тема за документарен филм, кој што пред се почна како еколошка приказна за животна средина, меѓутоа како и во секој документарен филм, колку повеќе навлегуваш во темата, толку поголема магија се отвара, толку поголем свет некако се појавува пред наши очи. И така и се појави тој магичен лик Никола со неговата фамилија, земјоделци. И при тоа понатаму во текот на снимањето се појави и неговата чудесна и невообичаена релација со штркот, кој што всушност го нарекуваме Силјан. Дали "Приказната за Силјан" е документаристички филм кој ни ја прикажува македонската традиција и култура? Ја би рекол да. И не само што не ја прикажува културата, него ни кажува и каде сме. Обработка на една таква тема, као "Приказната за Силјан", е оживување на едно дело кое е пред се прекрасно, кое ни кажува многу ствари за тоа од каде потекнуваме, кои сме, што сме и како треба да се водиме. Една поучна приказна, така и самиот филм као таков би рекол дека да. Како вие се пронајдовте во овој филм како продуцент? "Приказната за Силјан" настана сосема случајно, спонтано и беше еден добар начин да ја и Тамара се спознаеме као најблиски соработници, као продуцент и режисер, да видиме како дишеме, како работиме, во кој смер гледаме, како ги посматраме стварите и какви ни се страстите према филмот, дали сме на иста бранова дружина или не. Силјан настана чекајќи го играниот филм кој го реализиравме и го снимивме прошлата година. Сега сме веќе 2026, да, прошлата година. Кој беше повеќе милионски и бараше многу повеќе организацијски и време и финансии и све тоа. "Приказната за Силјан" не влезе во потесниот круг за Оскар, меѓутоа ја зграбчи National Geographic. Дали за тебе тоа е всушност најголемиот успех во овој момент? Апсолутно. Овој филм никогаш не требаше ниту да постои, немаше финансии за да постои. На некој начин беше повеќе некое пополнување на време чекајќи да се случи друг филм.
Така што се што се случи врска со овој филм е навистина едно чудо и една огромна потврда за нашиот труд, талент и капацитет како една мала екипа. И пред се за мојата интуиција дека одам во права насока и ги наоѓам правите приказни. Значи немаше амбиција да стигне ни толку далеко. Тоа што веднаш го купи National Geographic после премиерата на Венеција е нешто кое што не се случува речиси никогаш во документарниот свет, на светско ниво. Толку брзо, обично документарците имаат некое шетање по фестивали од година дена пред воопшто дистрибутер да се заинтересира, така што ова беше се како ракета на некој начин. Изборот да баш нашиот филм биде избран за кампањата за Оскари беше исто така чудесно, бидејќи е уште една потврда на National Geographic колку верува во овој филм. Така што тоа е буквално повеќе од доволно и фактот дека добивме до сега 12 номинации на светски фестивали од таа категорија и 7 награди, гран-при, тоа е навистина и повеќе од што можев да замислам каде ќе стигне овој филм. Си било едно дете кој што живеело у земјата Македонија. Неговата фамилија имала многу земја, произведувале многу храна за народот. Имав можност да присуствувам на премиерата. Колку пораките од овој филм всушност допираат до македонското раководство? Па, јас се надевам дека, по тоа што се изразија и самите, беа навистина допрани од тоа. Значи, јас бев пред се многу воодушевена што воопшто такви ликови дојдоа на премиерата, бидејќи тоа не е вообичаено во Македонија. Последен пат кога се случило власта да дојде на филм, тоа беше всушност на Медена земја пред 6 години. И тоа беше сосема друг состав и друга власт, така што без разлика значи кога едноставно врвот на државата ќе произнесе интерес за она што се случува во културата, тоа значи дека се случила многу силен бран со овој филм, кој што не може да ги остави рамнодушни, бидејќи зборува и за негативните и за позитивните работи во оваа земја и работи на кои што секако треба да свртиме сериозно внимание и да се сменат, а тоа може да го смени само таа структура и тој врв. Ние можеме само да зборуваме за тоа и да ги праќаме пораките, како автори, како културни работници. Така што верувам дека ќе допре и дека ќе направи некакви промени на многу нивоа и во културата, но и во земјоделието кај нас. Штркот и штрковите беа и една приказна од играниот филм. Така да сосема природно, распрашувајќи се на кој начин и со Animal Handler и прашувајќи како можеме да снимиме штрк и да го имаме во играниот филм, почнавме малце и поише да зборуваме и штрковите као такви ни постана многу интересни на нас, што свативме некои ствари кои не сме ги знаеле до тогаш. Дека се многу блиски до човекот, дека се малтене као и ние. Идеме, се враќаме, на исто место доаѓаме, со ист партнер живееме, ловиме за да преживееме и сите тие работи, ако сватиме дека немаме доволно, одфрламе на некој начин. И као тако ни се наметна да започнеме ги истражуваме. Снимивме многу убави кадри. Жан Дакар, мислам дека кој исто е директор на фотографија и во играниот филм, некако се уигравме и така почна приказните да се редат делови и на крај дојдовме до еден документарен филм кој тебе направи бум. Приказната за сиња ги освои симпатиите кај публиката, низа на награди освоивте со овој документарен филм, но во филмот она што ми остави впечаток има една човечка димензија. Борбата за живот, борбата за опстанок. Зборувам за фамилијата предводена од земјоделецот Никола. Како тој дел го изменаџирате? Како успеавте да го склопите целиот тој, за да доловите всушност, да го доловите тој општествено
општествено-политички и економски амбиент во земјата? Само не пазевме што снимам. Значи, ја мислам дека Тамара многу добро ги свати работите, многу добро ги препознава работите, многу полека, предпазливо пристапува према сите тие работи, така и со фамилијата. Тука не беше само Никола, неколку фамилии беа тука пратени, гледани, како работат, што соработуваат, на кој начин, што одгледуваат. Сето тоа, пратики ги штрковите, не носеа до одредени фамилии. На Никола останавме затоа што ја препознавме после и приказната за Силјан. Јас се препознав себе си во сето тоа. Мојот брат живее надвор од Македонија, ја живеам надвор од Македонија. Мене куќата ми е тука и останата е као таква недовршена. Така да, едноставно се читаа знаците. Не знам како да кажам. Знаете, кога ќе идете, читате знак, го препознавате и правиот знак само го ставате на право место. Ја мислам дека тоа Тамара најдобро го направи. Додека ја бев многу повеќе во оној друг дел, затоа што овој филм не е поддржан. Не беше на конкурс, па добиени се пари, па сега го испланиравме, па го организиравме, па и ќе снимаме. Него овој филм беше од ентузијазам тргнат. Кога ги видовме знаци, кога видовме прекрасен еден материјал, кога видовме дека има приказна, само продолживме, што значи дека ја морав паралелно додека они трагаат за материјали, за добра приказна, да паралелно припрема материјали, конекции и сето тоа каде што сите ние се уклучувавме. И овде не сум само ја продуцент, овде има 4 продуценти од Ана Хашми која се уклучи меѓу првите. Тамара, поред тоа што е режисер, Жан Дакар као снимател и продуцент, и јас само као продуцент. Во вашиот говор по премиерата рековте не би сакала некои работи никогаш повеќе да се повторат, а некои дури сепак и натаму да станат своевидна традиција. Што е она што не сакате повеќе да го гледате, а што е она што треба се уште да трае? Секако дека работите кои што би сакала се сменат се пред се депониите кои што продолжуваат да растат и загадувањето на оваа земја кое што од секој аспект, загадување на земјата, водата и воздухот станува се потрагично секоја година. Тоа е она кое што би сакала прво и основно се смени, а тука сериозна улога играат повторно и власта, меѓутоа и самиот народ, кој што мора да има сериозна свест за она што се случува и да презема одговорност. Потоа би сакала да се смени односот кон самите тие земјоделци кои што не представуваат само едно малцинство во оваа земја, туку тоа е целокупниот однос кон земјата и кон природата, кој што можеби почнува од таа група на луѓе, меѓутоа сите ние сме поврзани со тоа, едноставно ние сме дел од еден поголем екосистем и отуѓувањето од земјата и од начините на комуникација со земјата и природата, всушност, особено во големите градови, придонесува до огромни штети по многу други помали екосистеми, во случајов како што се штрковите. Друга работа која што би сакала да се промени, на која што активно работиме, тоа е една работа која што можеме ние да смениме како филмаџи, тоа е да придонесеме за градење на рехабилитационен центар за штркови со помош на активистката Марија и со помош на Македонското еколошко друштво. Тоа е она за кое што ние можеме да собереме финансии, за кое што можеме да сериозен удел и маркетинг да направиме, за да се соберат доволно средства и логистика за тоа да се изведе. И за тоа ми е особено драго, бидејќи сметам дека секој филм треба да има таргет, треба да има цел на кој што се насочува и треба самиот по себе да биде способен да направи некаква промена, како филм и како автор, и како филмска екипа. Она што не би сакала да се смени е таа една прекрасна идилична слика на, да кажеме, на македонската
внатрешност, еден начин на живот кој што на некој начин умира, но можеби навистина треба да се зачува, бидејќи конзумеризмот и капитализмот уништуваат работи длабоко во нас, кои што новите генерации многу ќе зажала што не може да ги осетат повеќе и не може да ги проживеат. Чувство на една заедница, на една комуна, не само фамилиарна, туку и целата таа заедница, како што гледаме во филмот, кои што се поддржуваат едни во други во таа работа, чувството на заедништво кој што мислам дека се повеќе се губи кај нас, а ние сме земја која што историски и традиционално има сериозни корени во заедништвото, ние не сме прозападна и индивидуалистичка земја и ние треба тука да наоѓаме силата во нашето заедништво и унифицираност, нели? Тоа е нешто кое што не би сакала да се промени, не би сакала никогаш да се промени таа некоја длабока почит и однос кон природата и кон животните кои што реално во западни земји не постојат. Она што ние го гледаме во филмот како еден човек вдомува едно диво животно и каква врска гради со тоа диво животно, или не знам, луѓе што вдомуваат наједноставно кажано улични животни. Тоа се работи кои што нас не се нормални, меѓутоа реално во светов не се секојдневни, не секоја земја го има тој однос према природата и животните. Всушност живеат доста дистанцирано и доста далеку од таа природа и животински свет, а тоа е нешто кај нас кое што се уште постои во некаква природна органска симбиоза и тоа е прекрасно и треба да продолжи како такво. Тоа сметам. И пред се, на крај ќе кажам и таа некоја љубов кон фолклорот, кој што исто така можеби се заборава, но повторно, како и во филмот, нели, приказната за Силјан, која што гледаме дека повторно оживува во 21 век низ една сосема друга приказна, тоа само покажува дека ние едноставно живееме во повторливост на историјата и дека тие митови кои што некогаш ги инспирале нашите предци се исто така инспирирани од вистински приказни, повеќе од сигурно многу предци наши во минатото ја доживеале оваа приказна, вдомиле Штрк кој што бил повреден, си манифестирале дека тоа е нивниот загубен син, си изградиле цела приказна околу тоа. Така да ги одржуваме во мит, во живот тие митови и да ја гаиме љубовта кон нив и да ги сваќаме во модерен контекст во денешно време, сметам дека е навистина важно, бидејќи тоа ни дава многу одговори за тоа кои сме ние и како би биле среќни на некој начин да живееме. Повеќе од 20 години живеете и работите во Србија, во Белград. Ако направите компарација со домашната, македонската и кинематографијата во регионот, каде сме ние? Помешани се чувствата, не знам како да кажам. Во однос на квалитет сме многу високо. Во однос на људски ресурси и луѓе кои ни се потребни за работа сме доста ниско. И тоа ми е некако, не знам, често и јас се прашувам што е тоа. Во Србија, например, можно, ја ќе зборам еве за Србија, пошто таму живеам и творам, доста, ние можеме да обслужиме таму 30 сервиси, например. 30 проекти може да се работат во исто време. Во Македонија вие можете да работите 1 до 2 проекти. Толку имаме људство као такво, едуцирано, образовано и квалитетно. Заиста квалитетно. И тука сум помешан дали квантитетот прави лош квалитет или едноставно се овдека луѓето заиста гениални и прават квалитет и поред тоа што немаат услови. Така да не знам, не сум паметен, а често си го поставувам тоа прашање. Овдека имаме доста креативни луѓе, овдека има чест се и на играниот филм да работам
Доста од нив и доаѓаат во Србија, работат као македонци, работат во мојата екипа, пошто заиста имаме преквалитетни луѓе, кои, ја мислам дека тој ентузијазам кој они го носат е нешто што не може да се плати. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на вас. Мисла на тоа дека баринтеровото мнозинство беше невозможно да се постигне без пратениците од ДУИ. И во таа смисла ДУИ е фактор, била и ќе биде. Дали е реформиран и дали тоа значи дека ВМРО прифаќа дека ДУИ е реформирано, не мислам дека е тоа случајот.